Последниве десетина дена зголемен е бројот на питачи низ тетовските и гостиварските улици. Најчесто пред верските објекти и на пазарите можат да се забележат претежно жени и малолетни деца, меѓутоа и повозрасни мажи, како питачат, а многу често децата влегуваат и во угостителски и други јавни објекти, барајќи пари од гостите или вработените. Овој факт го потврдуваат и од секторот за внатрешни работи Тетово, откаде што велат дека во повеќе наврати преземале соодветни превентивни мерки и активности за справување со оваа општествено социјална појава. Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи се клучни за решавање на ваквата алармантна состојба со злоупотреба на детскиот труд, сметаат познавачите на приликите. Според Драги Змијанац од детската амбасада Меѓаши, децата кои питачат најпрво треба да се образуваат, а истовремено да се вработи барем еден од родителите во тоа семејство. Исто така порачува граѓаните да не им даваат средства на питачите. Системски проблемот со децата кои питаат може да се реши само доколку државата ги активира центрите социјална работа и полицијата да секако тука и Министерството за образование овие деца на време да се вклучат во ранита возраст во градинка со бенефиција од страна на државата за да можат децата да стекнат поинакви животни вештини и навики, да се стават во системот за да почнат на време да тргнат и во задолжителното основно образование. Дори сметано дека овие деца доколку се вклучат во градинка има шанси да се тргнат на време од улицата и на тој начин да не се злоупотребува нивниот труд. Секако резултат е на злоупотреба на детски труд, не само од страна на родителите, туку и од структурите на система, затоа што не успева да се справат со детската сиромаштија, со неписменоста и со злоупотреба на детски труд. Република Македонија има ратификувана конвенцијата 182 за спречување на најлоши форми на злоупотреба на детски труд и мислам дека треба поактивно да се занимава со тоа. Препорака до граѓаните да не им даваат средства, секако доколку некој сака да од емпатија да им купи некаков производ за исхрана, меѓутоа не е решение ниту тргнување на децата од улиците, не е решение ниту пак да им се одземат родителското право на родителите кон децата, туку еден од родителите кои се во ранлива категорија, кои се маргинализирани да биде вработен, најмалку еден да биде вработен, значи те не можат да успеат со социјална помош да екзистираат, да се бара на вклучување на децата во градинка или тие што пропустиле градинка во задолжително основно образование и да се обезбеди каков таков кров над главата за да може да системот го следи како го оспаруваат родителите квалитетно родителското право. Значи, ова што го гледаме низ улиците во неколку повеќе градови во Република Македонија, не смееме ни да помислиме дека е грда слика, дека тоа е нешто што е нормално, туку тоа е слабост на целиот систем. Од СВР Тетово потсетуваат дека питачењето е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир и за ваков вид прекршок е предвидена глоба од 15 до 50 евра. Родителите или другите лица кои непосредно ќе ги инволвираат своите или други, најчесто малолетни деца во питачење или на каков било поинаков начин ќе ги запуштат и злоупотребат, ќе се соочат со кривична одговорност и со затворска казна од најмалку 5 години.